Тело на уште една жена од Кумановскиот регион ќе биде ексхумирана по отворањето на истрагата за серија убиства во селото Старо Нагоричани Челопек, за кој е осомничен 25-годишниот Трајко Бојковски, овчар од село Малатино, кој моментално се наоѓа во притвор во Куманово. Обвинителството соопшти дека по денешната ексхумација телото ќе биде предадено на Институтот за судска медицина за обдукција. Според досегашните сознанија и исказот на една преживеана, постои сомнеж дека во рок од една година имало 4 жртви од ист сторител, поради сличностите во изборот на жртвите, жени кои живееле сами и начинот на извршување. Јавното обвинителство и понатака продолжува да превзема мерки и активности, да издава наредби и да прибавува докази, со кои се испитуваат сите околности поврзани со предметот. Исто така, може да известиме јавноста дека во текот на наредните денови е планирано уште една ексхумација за уште една жртва за која што се сомневаме дека е жртва од кривично дело. Обвинителката од Куманово Теута Рамадани посочи дека истрагата започнала по пријавата на преживеаната 83 годишна Слободанка Арсовска од Челопек, која благодарение на својата присебност успеала да се спаси од напаѓачот пред 6 месеци, кажувајќи му дека незиниот син се наоѓа на горниот кат. Таа додаде дека истрагата може да се прошири за евентуално непостапување на полицијата по претходни пријави за насилство. Обвинителството се уште не го испрашало осомничениот, бидејќи се очекува психијатриско вештачење од надлежни лекари. Во моментов не можеме да ги утврдиме мотивите за сериските убиства. Нема докази за силување на жртвите, но во некои случаи имало и кражби во нивните домови. Истражителите наложиле во одреден временски период да се проверат сите случаи на починати постари жени во тој регион за кој имало пријави во полиција со цел да се утврди евентуална поврзаност со осомничениот. Жителите на Челопек и Драгоманце се вознемирани поради сомнежите дека 25-годишниот овчар можеби имал соучесник, но од обвинителството велат дека во оваа фаза од истрагата нема други осомничени. Основното јавно обвинителство Куманово донесе наредба за спроведување на истражна постапка спрема истото лице, со што фактички ја прошири истрагата за уште едно кривично дело убиство, кое согласно кривичниот законник е кривично дело убиство од член 123 став 3 од кривичниот законник, за кое дело е предвидена доживотна казна затвор. Трајко Бојковски се сомничи дека брутално ја убил 78-годишната МС во период од 27 јануари до 12 февруари, за сега точно неутврден датум, во Челопек, општина Старо Нагоричане. Се уште не е познат точниот број на жртви, ниту временскиот период на извршување на делата, но кај досега испитаните жртви се детектирани траги од ДНК на осомничениот како серијски убиец. Надлежните апелираат до жителите дека нема место за паника и дека подрачјето е под засилено полициско обезбедување.